Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Добро дојдовте сите вие, кои случајно залутавте на оваа програма, кои не сакајки притиснавте погрешно копче на вашиот далечински управувач, кои не знаеки влеговте во екзотичниот свет на загубени мистерии, наречен Досие Скопје. Оваа епизода им е посветена на 50-тите години, години во кои умре Јосиф Висарионович Сталин, американците ја нападнаа Кореја, французите заминаа од Алжир, а Чак Бери ја отсвире Джони Би Гуд. Светот воздигнуваше по Мерлин Монро, читаше Рип Кирби и за прв пат гледаше телевизија. За тоа време Скопје и скопјани го надмина петогодишниот план и со голем занес го граде општеството на самоуправен социјализам на чело со тогашниот свој најголем син. Пази, Мирко, не така. Хвала ти, Славко, спасо съм живот. Во 50-тите години во Скопје се интензивира градската шема, искачање по кафеани, шпартање по корзо, одење во кино, сунчање по градските плажи. Ин места биле Кермес, Мерикес, кафеаната Зора, кафеаната Крушево, Балкан Бавча, хотелот Шара, хотелот Москва, хотелот Македонија и хотелот Бристол. Црно-бели техниколор филмови се вртеле во Кино Младина, Кино Култура, Кино Вардар, Кино Напредок, Кино Братство, Кино Куклен театар, Летното кино и Кино Џабе. Праери биле оние кои што возеле Фијат, Тополино и Олимпија, подоцна се појавило и Фитјото, гордоста на домашната автоиндустрија. Таксистите возеле Шкода, обичната Раја се пентарела по двокатни автобуси. Женските фризури се викале мачкици, а машките се чешале како Кирк Даглас во филмот Момчето со труба. Инаку женски се бркале по игранки, тинеџери киснеле по сладкарници, се јаделе арго супи, али што се переле со диригентот Клави радио, на сабаречки се стркало кафето Дивка. Сите шекнувале по радиото, слушале Сан Ремо, шизеле на самба, салса, джез и рок-н-рол. И да скратиме, добро дојдовте во Скопје во 50-тите. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го грабна, сега знај дека секаде ликот го гледам твој. Моите дни знај тажни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти пак ке си, се ти проштавам драга. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. 54 година. Јас кога дојдов на студија, Скопје беше нешто поголемо од 100.000.
беа стари хотели, али за нас беше тоа високо градба и која е фасцинантно делува. Мислиш да си ти мравка дојдена од некаде. Скопје, од Црниче, кој знам да не зборам, кисела вода беше задњата инстанца натака. А од овде, гледајќи вака десната страна, беше негде ка крајот на Рузвелтова, позади фабриката Треска. Измеѓу до Ѓорче, сето тоа го вика економија. Па земјата која почна фактички да се стабилизира малку, како економски да почна фабрики да се прават. Се срушија старите фабрики што беа фабриката Питу Гули што беше сега што е Континентал. Тука беше фабрика Питу, не Кузмер-Сионски Питу, беше кајашница тука. Тука беше качи дрварата, па горе беше трошарината, куманска трошарина. Се работеше многу. Многу доброволни работи. Сабота се работеше, али недела обавезно сме одели на доброволна работа. Никој не гледаше да краде нити од државата, нити у фабрика ако отиде да работи да земе еден ексер. Осум сата, 10 ќе работиме, 10. Не за пари. Фабриката да стане на ноги, да. Ние бевме обземени, воскитени од идејата за слобода, за еднаквост меѓу луѓето. Се дадовме во проучување на делата на Ленин, на другите класици на марксизмот. Та држава беше председател Тито беше. Така беше Тито. Па Раковиќ, па Ѓилас, па други, па имаше многу одакој беше. Сега ќе испеам Селја коре по кишу и блату. Селја коре по кишу и блату, ал министри зидају палате. Ој радениче и селјаче, цео свет на тебе чека спас. Сад су дошли радници на владу, директори нешто више краду. Сад су дошли радници на владу, директори нешто више краду. Ој радениче и селјаче, цео свет на тебе чека спас. Ето това е. Чекорат нашите 15 години помеѓу тротоарите во Скопје, како и таму во Белград и Загреб, во Љубљана и во Сараево и во Титоград. Години во кои се менуваме и ние, во кои израснуваме, во кои стануваме ковачи на нашиве денови, творци на нашето денес, господари на својот труд. Излегоа трудбениците во ова првомајско утро да го поздрават сонцето и да ги изнесат своите постигања. Од 7,5 милиони киловат-часови електрична енергија во 1939 на 376,5 милиони во 1959 година. 5 пати поголемо производство во текстилната индустрија од 1952 до 1959 година. 6000 килограми пченица од хектар во Овчеполе и Пелагонија. 2000 килограми памук од хектар во Струмичко и Тиквешко. За да бидат светли нашите првомајски утра, а нашите чекори исполнети со гордост. За да можеме да ги кренеме високо рацете во ова првомајско утро, исполнето со нашите песни. И да минуваме со широко насмевнати лица, зашто идеалите на 1 мај се остварени.
другари и другарки, пионери и пионерки, работни луѓе и граѓани, припадници на честната интелигенција. Во интерес на народната самозаштита и цивилната самоодбрана, Скопје во 50-тите години е поделено на 4 народни општини. Народна општина Идадија, која се протега од Дебар Мало, Буњаковец, оди до центарот на градот, па нагоре на кај железничката станица и Тасино Чесмиче. Народна општина Кисела Вода, која се наоѓа во Кисела Вода, што е логично, и го опфаќа и Црниче, населбата Пролет и преку Ново Мало допира до центарот. Народна општина Кале, која ги зафаќа Топана, левиот дел од Чаир, Скопското Кале и старата чаршија се до Битпазар. И народна општина Саат Кула, која напредува од десниот дел на Чаир преку Газибаба на кај автокоманда. Градот завршува со Водјанска на југ, железничка колонија и архитектонскиот факултет на запад, француските гробишта и сточниот пазар на север и воената болница и керамидница на исток. Дури и во овие рамки Скопје е најубавиот и најголемиот град во Народна република Македонија. Кој инаку каже клевети и лаже. Овде некоја се наоѓаше станицата на пионерското Вовче, што се обраќаше на релација Скопје, Ѓорче Петров, Сара и обратно. И тогаш беше многу актуелно, беше вистинска атракција да се дојде овдека се повозиме со Вовчето, а истовремено една коинциденција, ние на нашите топ листи го имавме големиот шлагер на Дорис Дей, малото Вовче, Чичи Фу. Дури јас го препеав, па оде Чичи Фу, чуј Вовчето се јави, брза лета како ветер луд. И са нам ни беше вака сврталиште овдека, ќе речевме, можеби неке малото Вовче туку кај Чичи Фу. А сега на ова место се наоѓа симпатично, шармантно кафеанче Езерце, кај што еве се собира луѓето на делови со станоци, ручеци, свадби и можеби на некој поинтимно рандеву. За досие Скопје од Градскиот парк, Ѓоко Ѓоргиев. На 27 јуни оваа година, денот на пионерите, фронтовците од Скопје ја започнаа изградбата на првата пионерска пруга во Народна република Македонија. На митингот, по случај предавањето на пругата во сообраќај, зборуваше членот на местниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Скопје, Васка Дуганова. Потоа, шефот на железничката станица на пионерската пруга, пионерот Љубен Крстевски соопшти дека е готов да тргне свечаниот воз. Затамте локомотивата и возот тргна. Ползувајте, а пионери, оваа пруга за што поголеми радости во вашиот среќен живот. Ползувајте ја, учете се на неа и создавајте нови кадрови за нашите железници. Скопје имаше еден белег, едно од тие белези, би се најголем белег беше Скопското корзо. Тоа беше непоновливо Скопско корзо. Верувајте ми, непоновливо беше Скопското корзо. Тоа беше еден ред и поредак. Корзото почнуваше од прилика негде од католичката, бивша католичка црква, тоа е Карши Путник. Нешто малце исто. Ќе почнеше, например, од култура, што е книжарата денес, Естичева палата, и до Путник тука. У суштина идеше од Бристол, али тој густишот, тој правиот ред, тука почнеше. Тие 100 метра се одеа, па, верувајте ми, сигурно саат време. Тоа беше нога пред нога. Тука се раѓа симпатии, се раѓа љубови.
И сега лов на бруцошки, знаеш. Кога е нешто треба да се види некоја ново челаде кој е дошло од провинција, тоги мангупарија одеше тука да види што, какво челаде дошло. Сега некоја женска ако сака со тебе и така удварање малку. Само нема дојди дома кај мене како се имаат станови. Нажалост такво нешто не. Тоа беше само мамка, лов да се прошацува, да се види што има. Немаше. Тоа мангуплаците се на друго место се јавува во и на игранките кои беа. Што беа игранките? Танго, валцери, румби, самба. Тогаш се прослави познатиот Душко Самба. Еден не секојдневно талентиран играч на самба. Имаш во влезната карта имаш 10 игри и ако и придеш на дамата со број да кажеш ова е игра, дали е то самба, валцер или румба, не е битно, дали е она слободна. Ако не е заокружена, не смее да те одбие. Ако нагласи некој од музиката, ќе викне банатско танго, тогаш можам ја, например, да земам твојата женска, додека свртам круг, два, друг ќе ми ја земе. Тука проштевање нема. Ке си ја даде, па дали му е жена или девојка или пријателка, не е важно. И она не смее да одбие. Тоа беше најголема, не увреда, него простаклук. А може да речат и дамите канат, тогаш машките немавме право да идеме да каниме, него тогаш ќе си ја видиш која женска те симпатизира. Тука беше стало тепашки се доаѓаше, затоа што овие од страна си доаѓаат, девојки имаше па со нив. И интернациве има клучеви на едни со синџири и со топка. Тие ќе ги стават под палто у џепови, овие да со шипки и овој ќе станеше гужва, после секој играко без да гужва, зашто ќе игра со мене, шаморот ќе удри и еве ти на гужва. Тепачки, малцки тепачки. Водњанци со маџер малци или со, не знам тамо, стариот дел на Скопје. Имаше една тепачка, знам, Чадико тоа беше јутек изеде, дојде еден студент од Битола, го вика Зевс. Прилично јако момче. Меѓутоа Чадикот не го знаеше. И го стават Зевсот на врата да не пушта другите да влегуваат. И не една се дешаваше да има конфликти. Бадна нека група, упадне внатре и отиде игранката. И два е Чадико за својата свита, трне се. Зевс му вика не може. Вика знаеш ли кој сум ја? Вика, не знам, јас сум Чадик. А он вика, а ти кажеш кој сум ја? Кој? Јас сум Зевс. Па го фати вака изненада, бам, со главата, у коленици му распука муцката и стана наопште тепашки, се распи игранката. За жал, тога имаше многу малце од нежниот пол, девојки. Момците беа во пораст. Многу повеќе машки имаше после ратот, веројатно тоа е некоја биолошка равнотежа, отколку сега. Корзо. Корзото е еден од најстарите скопски феномени. Скопското корзо датира уште од 20-ти, а своја еманципација доживува у време комунизм. Ние скопјани преферираме корзо од повеќе причини. Прво, ако идеш у кафана, мораш да пиеш, а мораш и да платиш. За разлика од кафана, на корзо се иде за џаб. Далje, на корзо се презентираш себе си као личност. Например, ако носиш мајица со кратки рукави у сред ноември, тоа значи дека сакаш да те видат дека имаш ручни саат. Ако грицкаш чачкалица, тоа значи дека сакаш да те видат дека си бил на ручек у ресторан. Ако не идеш пешки, тоа значи дека имаш точак. Далje. Селјачиште. Далje. На корзо се врши диференцијација меѓу љаксиња и скопски фраер. Љаксето, например, иде по-селски, забацуе ноги напред, криви кичма, забацуе назад глава, затоа што го вуче родниот крај. А скопски фраер иде малце подгрбаен, обавезно со едната рука у џеп и ногите ги вуче уморно, а уморен е затоа што поминал
свашта у живот. Јак се то добацуе по женски со леблеби, камчиња, со цигла по глава, за разлика од јаксето, скопскиот фраер добацуе исклучиво вербално. Шц, мала, по женски со реноме, и чкс, по женски со мрачна биографија. Јаксето на корзо никогаш не знае у која колона да застане, дали со средношколци, бруцоши, академски граѓани, а за разлика од јаксето, скопскиот фраер точно знае кај му е местото. Кај му е местото. Зашто он заслужuje место у историја патка. Селјачиште едно. Скопскиот ноќен живот во 50-тите години. Дали остана некои докази или поплавата и земјотресот цениот зема? Во потрага по пишаниот збор авторитетот Данило. Овој пат ќе ви прочитам извадок од описите на скопската кафеана Зора, создадени од перото на македонскиот писател Димитар Солев, под заеднички наслов Зора за Даговот. Зора се викаше Зора пред војната, изгрев во окупацијата и Зора по ослободувањето. До надписот имаше насликано свинска глава и тој траен символ остана, додека фирмата си го менуваше името, писмото и правописот. Пред војната се пишуваше како Гостиона Николе Колиштрковича. За време окупацијата гостилна на Никола Колиштрков, а по ослободувањето, кога Коле Колиштрк можеше да се напише како што сака, неговото име повеќе не стоеше на фирмата, затоа што по национализацијата сите собственици станаа анонимни. Зора обично почнува да се полни од 9 наутро, а да се празни од 9 навечер. Поминуваат секакви луѓе. Работници на топли чорби, студенти на нови сокови, новинари на први чашки, службеници на скришен коњак, директори на службен ручек, домаќини на скромна скара, уметници на последно допивање, хористи на тенки шприцери, абсолвенти на бела мастика, амали на точено пиво, професори на домашна ракија, ергени на тазе туршија и режисери на чепкалки за заби. Сите ги служи Славе Вардарец, најпргав меѓу кенлерите, кој го доби прекарот по новиот фудбалски клуб Вардар. Славе го наследи Коле Колиштрк на местото раководител, но преферира да го ословуваат како шеф на салата. Лимениот петел на кафеаната Зора најдобро се гледа од ателјето на Боро Мустаќ. Пред кафеаната си ги паркираат веспите Сашо Снагата и Томе Молкот, додека во неа чита скрипти и подготвува испити студентот по шумарство Севе Топола. Крај шанкот стои Раде Бонсек одводно, а зад шанкот бившиот бифеджија Митко Самба. Но како и да е, луѓето во Зора не трујат на лошотилак, трујат на пијалак. Како изгледавме ние во нашата гардероба. Јас се сеќавам, дојдов во едни сандали, немав сандали, дојдов. Голем настан беа гумени патики. Дојде една количина кај бата, гумени патики, кој грабеж беше тоа, по тие гумени патики. Тешко беше да се дојде до одел. Оти мораше да се најде или тегет, или црно одел. Кога свирав 51 година у циркузот Адрија, тој купив ја громби штоф енглески, што го имав до сега, до пред 2-3 години. О, Господе, што беше тоа? Беше статусен символ да се има гумена патика во тоа време. Обавесно со нив и во нив ќе се прошетавме по корзото да ги импресионираме дамите. Девојчињата мора да бидат во долги фустани со деколте или
така скромно во она време. Ali iskočio nekoj čorapi свилени чорапи беа со оној шаф прекрасен женски. Што за мене тоа е лепота, тоа е правиот шаф на женска чорапа за мене као дубоко деколте. Сега се полека се попримаше и тоа што гледаме по филмовите, се попримаше и така, луѓето сака да ги опонашаат нив. Обично тие носе на рацете кожи. Пасарачите на пазар ги прават тие кожи исто тука по урнек на тоа и деца млади ќе купат такви кожи, ќе ги стават, па и одат по улица малку искривени, но што и кривија носете, ме коњаници биле, па ќе одат низ град и така. И се сеќам една наша комшиница, тетка Нада, вика ќе се појават стаклени чорапи. И јас седам дома и јака го гледам прозорот, и го гледам стаклото, викам тетка Нада, викам кога ќе облечеш таква чорапа, дали ќе можеш да свиткаш ногата? Другар мој исто почна да ги имитира нив и еден ден одиме се отвори тогаш до самопослуга ресторанот, првиот ресторан самопослуга, коњопој бифета, така го викаа коњопој. Што е тоа стаклена чорапа? Тоа било најлон чорапа, кој ги знае, ние тие термини не ги знаеме тогаш. Народ полно, и шанк имаше голем и парите ги истресе, вика, дај ми еден виски. Тој го погледна, детиште. Мутури една бракија бела, ваljda беше што беше. Ја испи, чаша да ја фрли. Идеме, век виски пиел, ѓавол виски пиел. Во домовите за физичко воспитување на организацијата Партизан секојдневно кипи живот. Сојузот Партизан е најмасовна сестрена физкултурна организација која во своите редови има на 10.000 членови од работничката, средношколската и друга младина, пионери и пионерки. Многуте физкултурни домови, справи и други реквизити им овозможуваат на голем број членови да се занимаваат со физкултура, да го челичат своето тело и дух, за да станат здрави и вредни градители и бранители на нашата социјалистичка татковина. Покрај гимнастичките вежби, одбојката, кошарката, ракометот и другите спортски игри во кои младината наоѓа забава и одмор, стануваат се помасовни и омилени. На своите јавни настапи пред многубројна публика, членовите на Партизан се надпреваруваат во лесна атлетика, вишебој и друго. А слетовите представуваат манифестација на успесите на Сојузот Партизан. Една од големите манифестации, чии иницијатор и организатор е Партизан, е прославата на родениот ден на другарот Тито. Преку штафетите, на 10.000 физкултурници носат поздрави на својот почесен председател другарот Тито, како свое признание за неговите грижи за телесниот и духовен развој на физкултурниците. Младинци и младинки, влегувајте во редовите на Партизан, станувајте негови активни членови. Ново место Скопје научи да плива. Овде се наоѓале популарните скопски плажи, офицерска, руска, градска плажа. Денес пливаат по скопските базени, светски надпревари, олимписки игри, меѓународни маратони и така натаму. За досие Скопје, од брегот на Вардар, Наташа Мишковска. Во тоа време ми се чини дека цело Скопје беше на стадионот и цело Скопје беше или во Сарај, или на руска плажа. Плажата почнуваше од офицерска плажа, се опатиеште, тоа беше офицерска плажа, па после почнуваше градска плажа се беше веќе плажа со објект, со кафана, сандолини се издаваат тука, можеше да се возиш на сандолина, имаше сенки. Целиот надвор беше таму, имаше убави кабини, али оној раскош вака сендвичи, пијалаци немаше. Од мостот, овој камениот мост, па нагоре. Тоа беше све плажа, меѓутоа главната плажа, што одеа моми ергени, вака, изад нешто да се види, тоа беше руска плажа. Јас ќе кажам за како ние се снаоѓавме со тие купачи гачи. Него чекавме да дојде 1 мај, Скопје до Македонија со знамења, тогаш државни републички знамења. Ќе завршеше празникот, ќе се кажеме на бандара, ќе здиплиме некој знаме, ќе извадеме тоа. Сега знамењата, нели, црвено, бели, плави и црвени наши, и црвени купачи гачи се наши, или плави со трака напред. Кога дојде едно семејство од Холандија и се соблекува голи.
две девојчиња наша врз сме зиделе ние тоа да видиш колено на девојче. Па а и ќе го мислиш тоа цела недела. Тоа ше, да кажам, бикини, али бикини се знае. До градите. И така, немаше многу покажување, срамота беше. И мажот, и жената, и двете керки голи. Што се собравме као мечка да игра тука. И одиме ми на плажа, собравме пари да имаме сите, да купиме по едно парче леб и купиме едно кебапче. И ми меѓу себе другарите гризли од лебот и помириши го кебапчето. И така направиме неколку круга. Кога му дојде време да го помириша кебапчето мојот драг другар, покојни Томе Бучки, он го лапна цело. Знаете што значи у тоа време да човек лапне цело кебапче? Тоа е невиден работа. Тоа као од хоби, ја сакам сега да фрлам атомска бомба у Средњујер. Лудост! Ние сме носеле по 10 кила лубеница од зелено пазарче тамо да ја јадеме. И ако ја носи некој помош, сопне ќе падне, ќе искаши по пати. Ќе останем и без неја. Во почетокот на 50-тите, еден обичен филмски мюзикл Скопјани ќе ги извадат памет. Сите риби ќе се попалат по пливање, а сите шизици ќе се навлечат на труби и саксофони. На сите гранки ќе се свират живи джез свирки. Шиткачите пируваат, пред киноблагајните редици ко за бензин. По социјалистичкиот филмски журнал следува американскиот империалистичко-капиталистички хит наречен Бал на вода. Cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucha mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Me das a mí fulgor, ardor, verdad y О, Боже, па тоа беше прекрасна една музика од еден врвен трубач, Хари Джеймс, Ксавиер Кугат и неговиот виолински оркестар. Девојки убави во купачи костими, а тие купачи костими беа купачи костими кои беа во едноделни. Го немаше ова што денеска младите го носат. Арно, за нас тоа беше револуција. И оној невиден раскош. Невиден за наши очи, за наши појмови и за наши сознања. Како се викаш овој првиот наш, што едно 50 пати отиде да гледа ова Бал на вода, овдека живееше он. Шпато. Шпато беше тата, мата, што вика србите за сите нас. Кој музичар у Скопје врата нека крцне, праше го Шпато тон ќе ти го каже, земе инструмент тој. Каде бе Шпато, вика, идам да гледам Бал на вода. Утевеше да слуша, па да после почна он отвои група, така, прочуен Шпато. Од Бал на вода го копиравме рапсодијата на Хари Джеймс, Мучо мала мучо,
од филмот Млади струбом, блуз тангото, многу беше добро. Филмот Араблјански ночи, Бегин од тангото, јас сум го свирил исто него. Исто сум го свирил на Джей Струба и Млади струбом. После 48 година, кога стана тоа блокадата од Русија, почнува американските филмови. Првите филмови беа каубојските филмови. Каубојските филмови. Тоа беа филмови кои се гледа по 7, 8, 10, 12 пати. Немаш ни со еднаш да запамтиш филмот. Овој е Бикот кој седи. Филм. Жолтото небо, Поштарска кочија со Чартон Хестон. Вера Круз со Берт Ланкестер, Кирк Даглас. Алан Лед, Странец во седло со Рандол Скот. И тоа беа филмови кои Симеонска ружа. Симеонска ружа сме гледали по 10 пати. Како тоа девојка каубој, Шарен Коин плюс тоа имаше милина. Или овие од Мама Хуанита, Еден ден од животот. Тука имаше и музика, имаше жалост, имаше... Све имаше да се види во тие филмови. Па, Скопје имаше многу кина. Зборно за страното подаче, многу кина беа. И фактички животот се, тој е културен живот, да кажам, така се беше во кината. Кина Джабеш беше од офицерски дом. Меѓутоа тука беше традицијата на прикажување на партизанските филмови. Секој дома со столчето, ќе си дојде столчи, ќе си застане највечер, чим се стемни, на соседната куќа од офицерскиот дом, бел екран направен и тоа беше тоа Кина Джабеш. Тоа беше на самиот плоштад. Само немаше карта. Тука беа за да помогнат шиткачите на карти, така речени шиткачите на карти. И они се регрутира од децата, оди купи ми карти. Се големи редови. Карти се дава, сите представи се дава сабајле од 9 до 10 сат, мислам се дава. И тука се влегуваше, сега треба карта да добиеш, да извадиш карта. Цане шиткачот беше цар на шиткачите. Располагаше со карти по 100, по 200 карти. Имавме ние стрипови на, мислам, у стрип, а иначе на цртно, на платно немаше. Па стриповите, тоа не беше, излегуваше Кекец. Тоа беше списание од 7 до 77 години. Така. Тоа, да купиме такво списание, требаше, немаше пари, да падеш болен у кревет, па да молиш да ти купат еден Кекец да прочиташ. Од стриповите беше само Мики Маус. Тоа е Флаш Гордон и не знам, после уште нешто се појави таму. Искаше Политичен забавник и Флаш Гордон и Зоро. Грофица Марго, Војвода Нахот, Лорд Варвик или Црна маска. Такви мали романчиња одеа како алфа. Тоа е детска работа, тоа се млади љубовни години. Човек важно е да е која ќе се ожени да биде фин и повлечен. А сега ќе присуствувате на неверојатен спектакл. Доктор Блажи и сопругата Милка пред камерите на Досие Скопје ќе изведат сплет на популарни танцови од 50-те години. Досие Скопје презентс Dirty Dancing. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west. Oh mama, head up the zumba bacala, head up the oh mama, head up the zumba bacala, head up the oh mama, head up the zumba bacala. Si, su, ha ha, hey. Macumba, cumba, cumba, cumbanchero. A tango, 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 tamborero. Brucutu que va sonando la tambora, tamborero que se va, tamborero que se va. Eu pareço un idiota perseguindo a maricota e a malvada nem me dá pelota. Vivo dando cambalota, me empeñé como a jota e a malvada nem me dá pelota. Кажи сега да или не, да знам, ке дойдеш ли на рандеву. И в душа радост се, щом јас и ти до зори ке сме пак.
50-тите години најпознати скопјани без конкуренција се скопските глумци. Скопјани ги сакаат, одат на нивните представи, ги гледаат нивните филмови и чуваат нивни слики и постери. Сега би било ред да ги набројам, ама нема. Имало толку многу добри скопски глумци, што јас имам трема да не пропуштам некого. Тоа беше на плејада, почнувајќи од Петре Прличко, од Тодорче Николовски, од Драги Костовски, Драги Крстевски Амфи, после Ристо Шишков, Милица Стојанова Гешовски, Нада Гешовска. Тоа се луѓе кои дадува еден белек на театарот во Скопје. Многу убав беше. Многу убав театар беше. Супер беше. Имаше два балкона, имаше партер, ложа, се имаше. Тито памтам вака. Прогласено дека Тито ќе дојде во Скопје. Во сите места кај што ќе оди Тито, поставено, сите дуќани, сите онакви, се проверено, се онакви. И си проваѓам, ја одам и на чушето доваѓам кај Боровоша. И сега, од кај чаршија, оде Тито со Јованка на чушето, трп застанува и ја на чушето доваѓам. А Тито на путот, тука и ќе врти навака да си оди. И застанавме тука и му дигам рука, и он ми дигне, Јованка се смее. И завртеа, они си отидоа и ја навака, и ја со здравие. Тука со Тито се видовме. По краткиот престој во Скопје, синиот воз со председателот Тито и неговата придружба го продолжи патот кон Гостивар за Маврово. Во 50-тите години Скопјани со гордост испраќале разгледници од својот град до своите пријатели во другите градови. Тогаш Скопје можело да се пофали и со својот изглед, и со својот шарм, и со луѓето кои живееле во него. За жал, тоа Скопје ни го однесе земјотресот. Останаа само старите фотографии и спомените на скопските игранки, на двоспратните автобуси, на излетите во Сарај и турканиците за кинопроекциите и фудбалските надпревари. Но остана и желбата да изградиме град на чии разгледници повторно со гордост ќе оставиме својот потпис. Во колективните скопски сеќавања 50-тите години се врежани како некое си златно време во историјата на овој град. Во оваа епизода се обидовме да дознаеме зошто на тогашните скопски генерации плажите крај Вардар им значат многу повеќе од Азурната обала, скопската калдрма им вреди многу повеќе од Елисејските полиња, а скопското корзо и променада им значи многу повеќе од бразилските фешти и паради. Може би е тоа затоа што Скопје е една мала, само бедисана, нарцисоидна паланка, а може би Скопје е навистина центар на оваа планета, само што планетата допрва тоа треба да го дознае. Како било да било, ова беше Досие Скопје, епизода 6. Ако не е пај. Ти љубов сладок сон, ах љубов нежен тон, да знаеш колку среќен сега сум. Со тебе живот знај, е љубов како рај, и среќа леш в наши срца ти. Ах, драга, знај, и овој час сум среќен како ја. И љубовта со тебе е волшебен убав сон.
srca ti. Draga, znaj, i ovoj čas sam sreken pak ja. I ljubav ta za tebe je volšeben ubav sam. Za tebe život znaj, ljubav tako raj i sreća leješ v naši srca ti. Draga, znaj, i ovoj čas sam sreken pak ja. I ljubav ta za tebe je volšeben ubav sam. Draga, znaj, i ovoj čas sam sreken pak ja.